Основците од денеска ќе може да посетуваат настава со физичко присуство без задолжително носење заштитна маска, откако владата на вчерашната седница го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести за олеснување на дел од ковид мерките што важеа за учениците во основните училишта. Одлуката стапува на сила од денеска и ќе важи се до доставување на евентуален нов предлог од страна на Комисијата за заразни болести. Сепак, оние ученици кои што ќе сакаат можат и понатаму да носат заштитна маска за време на престојот во училишниот објект. За наставниците и останатите вработени во училиштата останува обврската за носење маски. Покрај ова, владата реши и да започне настава со физичко присуство на факултетите во земјава со почитување на препорачаните превентивни мерки за превенција од коронавирусот. Задолжително носење заштитни маски во затворен простор, одржување на физичко растојание од 1 до 2 метра, зачестена хигиена на рацете со задолжителна дезинфекција пред влезовите во предавалните, амфитеатрите, вежбалните, односно негрупирање и често проветрување на затворените простории со препорака за вакцинација на студентите и наставниот кадар на факултетите во државата. Владата одобри и да се зголеми максималната исполнетост на капацитетот на отворен и затворен простор од досегашниот најмногу до 50% на најмногу до 75% со задолжително носење на заштитни маски за културни настани, театри, кина, филхармонија, како и семинари, обуки, состаноци, конференции и слично. Се укинува и обврската за обезбедување редарски служби во економските оператори, како задолжително поседување сертификат или потврда за извршена имунизација, односно примени 2 дози на вакцина против COVID-19 или за прележан COVID-19 во последните 180 дена за посета на угостителски објекти на отворено. Во исто време, за затворените делови останува обврската за задолжително поседување на сертификатите за вакцинација или за прележаност. Владината одлука доаѓа во услови кога според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 21 до 27 март продолжува намалувањето на бројот на заразени и хоспитализирани од COVID-19.